Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Имер Селмани, поранешниот министер за здравство и бизнисмен, актерката Нина Елсезер и авторката Александра Тодоровиќ. Останете со нас до 11 часот. Така ете, видовте и во најавата, веќе нашите гостини се во студио, а секако и дека во овој дел по 9 часот ќе бидеме интересни, дека ќе го задржиме вашето внимание, а така е, верувам и од 6:45 наутро, но секако дека во овој дел ќе ви бидеме домаќинки јас и колешката Цеце. Цеце, добро утро. Верче, официјално пред гледачите и пред камерите, добро утро. Ако нив ги збунивме, мене уште повеќе верува од оваа страна, некако не знам, чудно ми е сега како втор водител да се обратам, но добро утро. Верувам дека уживате со вера уште од Сабајле, бидејќи тоа е неизбежно некако. Денеска е прерасположена. Јас се трудам да ја парирам со енергијата, ама тешко ми оди некако вака од 9 кога ќе се приклучам, ама верувам дека ќе ви биде интересно и забавно во продолжение. Имаме навистина убави гости како што видовте во најавата, но официјално да им посакаме и топло добредете. Така е, Цеце, некако среда, среќен ден, па реков ајде со таква некако енергија да го започнеме во денот. Среќно да ни биде. Веднаш до мене е младата актерка Нина Елсезер, која што еве по прв пат ни е во Здраво Македонија. Добро утро, добро дојде. Добро утро и ви благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваша гостинка. Така, иако ти и вчера настапуваше, на навечер имаше настап во МНТ со глумците пеат, но секако дека ќе имаме време да си поприкажеме за сето она кое што ти го работиш. Веднаш до тебе ни е Имер Селмани, кој што е поранешен министер за здравство, денеска успешен бизнисмен. Добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро дојдовте. Добро ве најдов, добро утро на сите гледачи, навистина ми е убаво, пријатно. Кафето, морам да признам, ви е прекрасно. Уште подобар амбиент од вака, не можам да се пожалам. Мора да бидеме добри домаќини. Четири дами тука обкружен. Сигурно ќе ви биде пријатно. Верувам дека поздрав до сите добри гледачи кои што секојаш вака ги следат утринските емисии ваши. Така, со вас се договаравме, им го разбавувате денот сега. Да, па веруваме дека со убава енергија го започнуваме, што се вели и денот, па со леснотија да ги завршат сите оние обврски кои што ги имат. Неодамна се договаравме со вас за вашето гостување, но беше светиот месец Рамазан и заврши. Да, заврши, па ете среќен празник, нема празника да се видиме. Верувам дека ете убаво едно посетување сите овие празници да не асоцираат на убава соживот на сите граѓани меѓу нас. Солидарност, соживот, взаемна почит, па и духовно просветување на сите нас, пошто ни треба во ова, да кажем, бурно секојдневие, стресовно секојдневие. Да ги забораваме и убаво да се подсетуваме на тие работи. Веднаш до вас ни е Александра Тодоровиќ, која што е авторка и писателка на детски книги, една одлична книга која што е напиша, ќе позборуваме, но денеска и тим лидер, PR менеджер на Сакам книги. Добро утро. Добро утро до сите гледачи. Многу ми е мило што сум дел од оваа емисија и навистина се чувствува таа убава енергија која што ја ширите и ти, Цеце, и сите останати во Канал 5. Така, ете, баш убаво. Верувам дека ќе си имаме убав разговор. Сега, господине Емири, вие навистина имате, да речеме, едно богато искуство позади вас и во политиката, и во бизнисот, веќе долги години. Имате завршено медицински факултет, поранешен министер за здравство, вице-премиер, градоначелник на општина Сарај, каде што и денеска живеете. Имавте и своја партија, кандидат за председател на Македонија, каде што навистина бевте од оние кои што изненадувачки, затоа освоивте најголем број на гласачи и навистина важите за еден човек кој што е миленик и од двете страни. Многу успешно го правите тоа секоја чест, но денеска сте активни и во Македонско-турската стопанска комора, но како што кажав, успешен бизнисмен и ја водите вашата компанија Биз групација. Едно богато, нели, едно СЖ за вас, но неизбежно и мора да се каже тоа, затоа што во јавноста сте доста актуелни, не може би толку во политиката, колку во аналитиката. Па еве со оглед на тоа што навистина ги следите случувањата, како ја оценувате оваа состојба која што сега се случи на Блискиот Исток, во сите оние напади кои што ги имавме,
Како тоа ќе влие на на сета економија која што ја имаме во нашата држава, особено кога станува збор за горивата и сите оние поскапувања кои што се најавуваат во светот дека ќе се случуваат, а секако нашиот сиромашен народ тоа најмногу го интересира. Овие се навистина тешки теми. Не дека не ги перцептираме и дека не ги доживуваме и дека не ги разбираме, меѓутоа споделувањето со јавноста, размислувањата и очекувањата околу сите случувања во однос на Блискиот Исток навистина се сензитивни. Меѓутоа должиме, барем ние што малку повеќе успеаме во тек на деновите да ги фатиме информациите кои што се во таа какафонија на различни информации, некои повередостојни, некои помалку вередостојни, нашето мислење и да го искажеме пред аудиториумот, односно пред гледачите. Според мене мислам дека она што вчера, завчера, овие последните 2 дена го слушаме и го читаме, некако како поголемото зло како да поминало. Во смисла на самата војна која што се случува и можноста за ескалација во една навистина копнена војна битка на онака како што гледаме помеѓу русите и украинците. Мислам дека некако има перспектива или оптимизам дека и двете страни, и американската страна, вклучително го Израел, можеби малку помалку, меѓутоа поготово американската страна, па и иранската страна, барат начин како да стават крај на војната, затоа што сватија дека колку и да се бомбардираат помеѓу себе, колку да американците со супериорноста од воздух, од морето, ги бомбардираат иранците, од друга страна иранците покажа една зачудувачки, можеби и за самите американци, една истрајност и една подготвеност да се борат многу подолго колку што самите аналитичари американски очекува. Самиот факт дека веќе од тоа пак што го видовме во војната во Русија, помеѓу Русија и Украина, се потврди уште еднашка дека традиционалниот начин на војување со тенкови, тешка артилерија и така натаму е некако минато и дека денеска војните ги добива тој кој што ја употребува или има технологија во смисла на вештачка интелигенција, дронови, ракети, беспилотни летала и така натаму. И тука очигледно дека иранците и покрај 40-тите години кои што се во изолација, ембарга и така натаму, успеале да го развиват тој систем, направија нешто што сите нас не изненадија. Вклучително и самите, да кажеме, американци, кои што веќе во американското општество, денеска сабајле баш читав некои последни мерења на јавното мислење, од 5 до 6% само поддржуваат копнена американци, поддржуваат копнена инвазија можна, како што беше во Ирак во времето, Авганистан и така натаму. Дури 95% се против било каква друга поголема интервенција во Иран. Тоа значи дека и американската јавност, американската нација сватила дека овој војна треба да се стави крај и дека треба да се бара под дипломатски пат решение. Она што последиците ние ги чувствуваме, веројатно ќе продолжиме да ги чувствуваме, затоа што не е само покачувањето на цената на дизел горивата и бензините, кои што ад хок ги чувствуваме, тука се прекинување на ланците во снабдување на целиот низ во системот на петрохемијата. Вештачките ѓубрива никој денеска не ги спомнува, а од таму излегуваат сите, да кажеме, главни суровини за производство на вештачките ѓубрива. Вештачките ѓубрива едноставно денеска без нив немаме храна, немаме доволно храна. Значи, ако вака продолжи војната месец, 2, 3, 4, 5, не дај Боже година, дена и повеќе, ние доствано нема да имаме проблем само со високите цени на горивата.
може би производство на ќе храната. немаме горива, ќе имаме рестрикции, да не збориме за гасот, затоа што гасот и во двете страни, значи има таму едно големо поле кое што со газ, со природен газ, кој што буквално го дела тоа поле Катар и Иран. И последните, да кажеме, случувања пред само една недела беа дека и двете страни се бомбардира помеѓу себе и таму е прекинат целиот ланец на снабдување од Катар, а Катар е главниот снабдувач на Европа со природен, значи со земјин газ, односно со LNG, течен газ, после ембаргото што Европа заедно со Соединетите држави им го наметна на русите и блокадата на купување на руски газ, нафта, бензин и така натаму. Така што едноставно лошите сценарија дури се лоши за размислување. Меѓутоа, еве вчера, денеска, самиот факт дека Пакистан, Египет и Турција навистина се многу навлезени во тој, да кажеме, тоа посредничка дипломација за да посредуваат за некаков си договор, хајде да кажеме една светла точка и најавите на Трамп дека ги суспендира, да кажеме, бомбардирањата за наредните 4-5 дена, додека траат преговорите за изнаоѓање некој решение, е позитивен сигнал дека сепак најлошото нема да се случи, меѓутоа штетата неправена на Дубај веројатно нема да биде многу години посакувана дестинација за сите нас, или да кажеме една дестинација, едно место во светот како буквално каче од рајот во светот. Едноставно светот во Блискиот Исток нема да биде како што беше пред ова војна. Меѓутоа се надеваме и се молиме сите ние да што побрзо се надминат овие работи, се наоѓа дипломатско решение. Сега само да резимирам на крај, владата направи одличен потек со тоа што го намали ДДВ-то и успеа сепак тој ценовен шок да го амортизира. Ние денеска имаме во регионот, па и во Европа, помеѓу најниските цени, најниска цена можеби имаме на горивото, односно на дизелот и бензинот, и што е за секоја почит. Меѓутоа, ете, тука е државата на граѓаните им помогне кога им треба. И мислам дека на сите нас ни треба, знаеме колку нас ни значи секој денар, сепак со примањата сме во ниско позиционирани држави, можеби најниско во Европа, и заслужуваме да имаме и заслужуваме да имаме најниски цени за дизел горивото и бензинот. Така, има една. Извини Верче, можеби ќе се вратите во политиката, па ќе дадете некои конкретни предлози за како да се подобри животот во Македонија, но сега тоа да го оставиме, бидејќи имаме и други гостинки, да им посветиме малку време и на нив, да се посветиме малку на убавите теми. Верче, споменавте со Нина дека вчера се случи глумците пеат во Маната, мислам дека и денеска ве очекува истото. Како поминавте, во каква улога се најдовте, што се пеевте, колку игравте? Па да, прво морам да споменам дека претходно играв представа во Драмски театар Скопје. Ја играв представата Парови и заедно со уште тројца колеги, Ања Митич, Трајанка Илиева Велик и Игор Ангелов. Го испочитувавме аплаузот на публиката во Драмски театар Скопје и отидовме во гримиорните, се пресоблековме на брзина и не чекаше кола пред театарот и заминавме за Македонски народен театар за да ги испееме последните песни од репертоарот на Глумците пеат. И тоа беше доста забавно искуство, бидејќи јас требаше прва да настапам од нас четворица, требаше прва да настапам и беше прашање дали воопшто ќе стигнам на време. И пристигнав, представа на вистина. Ако не на бис требало да вратат некои глумци, дека да стигнете ви. И пристигнав точно на време.
имав доволно време за да се костимирам, да земам малку здив, да се напијам една голтка вода и веднаш да излезам на сцена, да. Да. И беше многу интересно искуство и воопшто не се ни жалам, многу ми е убаво да се чувствувам уморна од И како мојата предизвик е сега тоа, да речеме, еве, од представа на представа, во представата Парова играш сосема друга улога, ваму сега имаш сосема друга улога и тоа се случува непосредно, значи едно по друго, не е во друг ден, туку во истата вечер. Да. Олеснителна околност беше што овогодинешното глумците пеат, всушност е ставен е фокусот на актерите и само како актери, не играме ликови, туку јас излегувам како Нина Елзесер да отпеам одредена македонска песна. И тоа беше олеснителна околност, но сепак кога одам вака од една представа на друга, ми треба барем неколку минути за декомпресија, знаете, кој лик сум. Да. Излезете од ликот. Да, тука сум. Добро, ова утро си Нина. Дефинитивно ти си. Тоа е се што ќе гледате денес. Да, и мислам ми треба малку време за декомпресија, бидејќи сепак тука играм еден лик, а потоа треба да се представам како што реков и приеска, во свое својство. Така, исто, навистина оваа година доби Златна бубамара и навистина ете што се вели заслужено, затоа што си една од младите актерки, но и една од најталентираните. Честитки за наградата, но унако што Александра, јас вас сакав да ве прашам, а не можеме да го издвоиме, секако дека и другото ќе го споменеме, но вие напишавте интерактивна книга за деца, Мистериозниот град под калето, која што е всушност една книга за Скопје и го опишува сето оној период кој што можеби и ја забораваме историјата, а секако не би требале и е можеби онака баш од А до Ш се за Скопје. Кој што навистина би требало тоа да го оставаме на нашите генерации, за да се треба да се познаваме самите себе си, за да се представуваме во светот. Така е, апсолутно. Многу ми е драго што еве се потсетуваме денеска на таа можам нескромно да речам маестрална книга, затоа што досега таква книга не е напишана за градот, затоа што во самиот наратив и концепт е многу интересна, бидејќи таа нуди приказна, меѓутоа и игра низ која се открива историјата на Скопје. Со загадки се движи читателот низ целата книга и ја запознава историјата. Во случајов тоа се деца, затоа што книгата е напишана за деца. Но сепак мора да биде интересна, да се задржи вниманието, на некој начин да се пренесе таа традиција и култура која што ја имаме. Да, а сега за оваа генерација на деца, секогаш мора да се понуди нешто поинакво и интересно, затоа што само како пасивни читатели, децата се помалку можеме да ги задржиме. Затоа тие мора да бидат и активни учесници, за да можат да бидат привлечени од нештото и да истраат до крај, да го прочитаат. Инаку книгата, покрај оваа книга излезе и втора, Љубов голема колку Скопје, која што ја разработува еден друг период од историјата, тоа е поземјотресно Скопје, преземјотресно и поземјотресно. И идејата беше да се заокружи целиот серијал со еден водич за деца во модерно Скопје, меѓутоа сепак се уште е како идеја. Така. Ќе видиме дали верувам дека ќе се реализира, затоа што навистина е потребно. Пред нас имаме навистина доста изданија на книги. Како прав пиар на сакам книги. Да. Еве вака како тим лидер, кој е да речеме во твоја нова улога, освен пишувањето и новинарството, еве како колешка, се дружиш што се вели секојдневно со книгите, па кој е предизвикот, кои се сега проектите на кои што работите? Вака, нема поубаво нешто да работиш од тоа со деца и со книги. Значи, навистина сум благословена, можам слободно да кажам. И еве, пак се враќам, нели, до скоро работев како новинар, меѓутоа еве од пред еден месец повторно се враќам со книгите и тоа нели како пиар и тим лидер за Сакам книги, со тоа што работам на организирање на настани и промоција нели на насловите.
И сега околу настаните би сакала да кажам нешто, затоа што во скоро време организираме еден настан на 3 април со почеток од 11 часот во Мегапаркот Карпуш, кој што е се уште во фаза на изградба, меѓутоа бидејќи ние работиме на еден проект од ЕАЦ-а со кој што си зададовме за цел дека одреден процент од продажбата на книгите ќе ги употребиме за садење на садници. И по една година, нели, од кога книгите излегоа од печат, се собра определена сума која што ја инвестираме и ја даваме како донација на градот за позеленување, нели, на дел од површините, така. Да. Со тоа што настанот ќе биде отворен, може да дојде кој сака да ни се придружи. Одлично. Да, ќе имаме и музика, ќе биде забавно. Апел. Да, баш апел. Да, одличен настан и одлична иницијатива. Да, ти благодарам. И верувам дека ова е еден прв потек на издавачка куќа, бидејќи нели сепак знаете хартијата што се прави, а ние повторно инвестираме значи во хартија, така што верувам дека може понатаму само да биде нели еден мотив за да го прават тој и останатите бизниси. Така е, да, но и од ова дигитално време малку нели да се вратиме и што се вели да си ја земеме хартијата во рака и некои убави моменти да поминеме. Господине Имер, колку е тежок патот чесно да се изгради бизнис во Македонија? Многу е тешко. Многу е тешко. Да, вие имате навистина интересна животна приказна кога станува збор за бизнисот и како сте започнале, често пати сте ја споделиле, но еве со ова искуство кое што на различни транзиции нашата земја навистина во изминатиот ја и не знам кој период не ни бил во транзиција. Уште сме. И постојано сме кога ќе велат криза, па која криза не е? Има ли некогаш кога не сме биле во криза? Значи 92 година само ја што завршува со студии и нели се распадна целиот систем тогаш, значи 91-92 година, се распадна и нашите соништа. Значи таа генерација која што дали завршува некој средно образование, некој високо образование, едноставно нели си имаш некоја визија што понатаму со животот. Едноставно кога се распадна цела таа бивша Југославија, и таа идеологија, тој систем, тоа политичко редување, економско редување и така натаму. И комфортна зона би рекла, некако беа сигурни тогаш луѓето. Тогаш некој како сигурни во системот, во се не треба да размислуваат. Школување, работа, од работа пензија сигурно се наред. И војска. Војска, зимување, летување, се е наредено. И војска, значи мораш да завршиш војска. Јас завршив војска 87 година, да. 87 година се вратив и веднаш продолжив на факултет, пред тоа се запишав на факултет. Со завршување на средното образование и сега се распадна Југославија. Кога се распадна Југославија, едноставно се распаѓаат и сите визии, сите соништа, што со себе, кај ќе се најдеш во иднина, какво семејство ќе имаш. И затоа, значи, моравме да донесеме некои храбри, мудри одлуки во времето и не сгрешивме, не се жалам. Почнавме со бизнис заедно со брат ми, кој впрочем е 2,5 години помал од мене. Почнавме, значи, скромно, како буквално информациите не беа достапни како сега, што со едно гуглање на телефон или на компјутер сите можни информации ги имаш, сите производи, сите понуди и така надам. Ајде почнавме, значи, на почетокот со трговија. Најлесно што можеше да се направи, значи, ги сакавме колите тогаш и сега и нешто што е нели блиску до тоа и што го сакаш. Автоделови, масла, мазива, така почнеме со бизнисите и после со годините нормално работевме еден период и со нафта, нафтени деривати во Македонија малку, во Косово повеќе. Инвестиравме во некретнини, сега градиме комплекси, станови, делови простори, градежништво. Инвестиравме во производство на електрична енергија. Значи тука правите трансформација во однос на бизнисот. Значи не сме фокусирани само на една област, туку во повеќе области и го минимализираме ризикот, поради тоа што сепак ние сме мала држава, сме подлежни на трауми, на кризи и така натаму.
Па сме инвестирали и во производство на електрична енергија, во неколку фотонапонски централи. Имаме инвестирано во здравството, имаме прекрасна поликлиника за физикална рехабилитација, нега. Примерна љубов со медицината, факултетот па го проширивме со еден бјути центар кој што исто така е во склоп на поликлиниката. Им кажував на дамите пред да влеземе во студиото, последните 3-4 години вложивме многу во управување со отпад, она што буквално треба да биде грижа на нас, животната средина. Така е. Во менаџирање, значи управување со сите отпадни масла, мазива од автомобилите, нели сите има автомобили и некаде треба заврши тој отпад. И до ставање, до рециклирање, ставање повторно во употреба, односно на циркуларна економија. Исто така изградивме една многу супер модерна фабрика, прва домашна фабрика за производство на нови масла, мазива за автомобилската индустрија, за фабриките, значи за сите капацитети што им треба такви производи, така што во повеќе области сме и нормално тука и се и моите ангажирања во стопанските комори. Вие спомнавте МАТО, стопанската комора, она што е старата првата стопанска комора, и во други стопански комори и секако како почесна, да кажеме, функција ми е почесен конзул на Република Албанија во Македонија со седиште во Битола за промовирање на односите, зближување на односите на двете држави и размена на искуства. Ние разговаравме пред, пак викам со дамите, додека чекавме тука да влеземе во студио. Навистина Албанија прави огромни чекори напред и споделуваме иста визија за иднината. Значи сме членки во НАТО, сакаме да бидеме час поскоро членки во Европската Унија. Едноставно живееме во ист регион, делиме исти маки од минатото горе-доле и иста иднина, затоа ни треба колку е можно повеќе да се запознаеме, да размениме искуства, што можеме ние да пренесеме натаму и секако од Албанија наваму. Меѓутоа не само со Албанија, тука сите соседни држави. Ние сме мала држава, ни требаат пријатели. Ако го имаш пријатели, знаеме. И дома, ако ти е мака, со добар комшија, секојаш повикај го пријател. Или комшија. Ќе ти биде полесен денот и со добри пријатели секојаш животот ти е полесен. Така што во таа насока пробувам секако и како добар татко да и сопруг дома имаме прекрасни 4 деца, односно големата се омажи мината година, големата ќерка. Честитки. Имаме можност да ги видиме сега на фотографиите. Така што балансираме колку што можеме во тој поглед. Значи, ангажирањата дома, со децата, семејството, пријателите, бизнисот и да го живееме и да го уживаме живот. Значи возможно ете, возможно секако возможно да се направи така. Нина, ете колку ти како млад актерите во земја каде што уметноста може би зазима не толку големо место во општеството, но колку ете предизвик да се биде актер во нашата земја и лесен ли е патот? Па не би рекла дека е лесен. Јас многу често си размислувам дека мене некако ми се наместија коцките и сите велат дека за оваа професија е потребно исто така и многу среќа, но секако и дисциплина и труд. И сметам дека јас уште од моите студии многу се посветив на работата и сметам дека генерално уметници се сите кои што се посветуваат на одредена дисциплина за понатаму да можат да со мир и спокој да ја работат својата работа и сметам дека и вашата работа исто така е еден вид уметност и некако така гледајќи го животот ги воочувам постојано приликите за да можам некако да створам и понатамошни прилики. Така. За да можам некако да стигнам до тоа што за мене представува успех. А тоа е да сум на сцената и да можам слободно да творам.
со моите колеги Така. и да можам да ја насмеам, да ја расплачам публиката и да можам некако да допринесам во подигнување на свеста на народот. За култура и за посетен. Што би одбрала, да речем, кога би требала да одбереш театар или филм? Ова е многу често поставувано прашање и знам дека секогаш актери не можат така лесно да одберат. Да го одвојат, така. Секако дека и театарот и филмот си имаат свој плюс и минус, да, свој плюс и минус, бидејќи сметам дека театарот е незаменлив поради тоа што секогаш се случува во живо, е жива материја и публиката секогаш може да ја ужива таа материја во живо и заедно да дише со актерот. Односно и ние како актери многу сакаме театар поради тоа што секогаш ја чувствуваме публиката како дише, како реагира, колку е присутна. И знаеме точно што треба да направиме во секој момент за да ја зграпчиме. Така што тоа е еден плюс во театарот. Тоа е магијата. Тоа е магијата, да. Тоа е магијата. И секоја представа е поразлична. И вие сте поразлични во секоја. Иако да речеме, тука се финеси, меѓутоа се приметува кога повеќе пати ќе се гледа една представа, мислам и публиката забележува дека и самата актерска игра и она кое што вие во улогите го представувате е поразлично некој пат. И сметам дека е многу важно да се оди во театар поради тоа што да не секогаш ќе има добри представи, се сложувам со тоа, значи некогаш едноставно некои представи не се така добри, но и сепак се работи и за вкус. Да, така што сметам дека човек кога оди во театар не е возможно да погреши поради тоа што никако. Секогаш кога ќе излезе од таа сала, ако ништо друго, дури и да не му се допаднала представата, ќе знае нешто повеќе за својот вкус. Ќе има став, ќе има мислење и ќе знае што во иднина го интересира, а што не го интересира. Така е. И сметам дека театарот може да остане и единственото место каде што човекот може да најде некаква, дури и кога нема да има ништо, во тоа ништо да најде една малечка вистина која што може и да биде многу голема во однос на ова што го живееме денес, ова лажно време на AI и на... Така е, Нина. Да, но не можеме да бидеме сигурни веќе и што е реално, кому да веруваме, кому да не веруваме. Мислам дека театарот е местото каде што, да, многу мина ќе речат дека ние актерите подготвуваме една голема лага за да ја презентираме на публиката, но сепак таму има најголема вистина. Така, вие на умешен начин ја презентирате вистината, која што можеби во реалноста не сакаме да си ја признаеме. Но сега кога имаме време да позборуваме за тоа, време е да ги погледнеме малку рекламите, ние да се освежиме овдека во студиото и се враќаме повторно.